Важноста на пчелите во природата е огромна. Доколку пчелите исчезнат од овој свет, животот на човекот може да потрае само 4 години. Затоа во овој прилог ќе зборуваме за тоа колкава е важноста на пчелите за природата и како изгледа еден пчеларски ден. Ова утро заедно со нас и со вас е Александра Најдовска, која што е сопственичка на Медна капка. Александра, добро утро. Благодарам што ја прифативте поканата да го снимиме овој прилог на ваш терен овде во Кучково, една од локациите каде што живеат вашите вредни пчелички. Како изгледа еден пчеларски ден? Добро утро, Ирина. Благодарам на вашата посета. Драго ни е што сте наши гости и драго ни е што ќе видат пошироката публика, што ќе види каде се наоѓаат нашите пчели и ќе им објасниме како тече нашиот пчеларски ден и се останато за пчелите. Како тече еден пчеларски ден? Значи, пчеларот нормално си доаѓа тука на пчеларник. Првично се разгледува околината, физичкиот дел на сандачињата, дали се во ред, дали дувало ветер па нешто е бутнато, тој дел се средува нормално, треба ова место да се одржува, треба да се коси летно време, покриени се сандачињата до згора со керамиди за да не одлетуваат поклопците и потоа нормално се отвара сандачето, палиме една дувалка се вика тоа, внатре се става суво дрво, кое што само дими, не гори и со тоа ги задимуваме пчелите за да не бидат агресивни, бидејќи секако им го отвараме нивното живеалиште, да, и да може да се смират, да може да се работи на нив. Потоа, кој ќе се отвори сандачето, се вадат рамка по рамка, се гледа како е ситуацијата внатре, дали случајно имало некаква болест, затоа што пчелите се многу изложени на крлеж, значи најголема смртност кај пчелите има од крлеж и тоа се прегледува, се бара матицата, дали има легла, дали носела полен, еве во овој период тоа се гледа, дали има полен, како работат и ако треба да се достави, значи во текот на зимскиот период се хранат, бидејќи нормално половина од медот им го земаме ние, не можеме да ги оставиме без ништо. Се хранат со погачи. Тие погачи ние сами ги изработуваме. Едната е медна погача, другата е погача од полен, таа има доста протеин и со тие во текот на целата зима со тие две погачи им се потпомага исхраната. Така да тоа се гледа дали се истрошило, се менува и во принцип тоа е тоа. Еден животен век на една пчеличка е 45 дена. За овие 45 дена таа има многу работа, доколку е доколку ни дава мед. Колку видови на пчели постојат? И една пчеличка, односно колку е потребно да има пчели за да се произведе мед? Значи во светот постојат преку 2000 типови на пчели, од кои што не се сите медоносни. Значи нашето подневје тука во Македонија има медоносна пчела Апис мелифеис, така се вика. Апис е дел од друго семејство на медоносни пчели. Животниот век на една пчела е навистина многу краток, значи 45 дена. За таа да произведе од својот животен век, па да речеме дека половина е работничка и половина од својот живот може да носи нектар и да произведува, да го прави мед. Значи прво е ларва, па од ларва излегува кошутец, и од кошутец излегува пчела и потоа таа со текот на периодот станува работничка пчела. И колку работнички пчели се потребни за да се направи мед? Да, една фасцинантна бројка дека тоа е со 6 нули да кажам, значи многу пчели се потребни за да се изработи 1 килограм мед. Значи секоја капка мед луѓето треба да ја ценат, бидејќи за пчелите тоа е целиот нивен труд за целиот нивен живот. А за нас една капка мед е
Ништо нели? ново, Да. Сега сакам да ве прашам околу самите пчели, односно околу тоа дека со глобалното затоплување се менува природата, се менуваат нели условите каде што пчелите живеат. Каква е ситуацијата во Македонија во последниве години, затоа што пчеларите еве гледаме дека се повеќе и повеќе се жалат дека се помалку и помалку има мед, се помалку има пчели. Од вашите сознанија каква е ситуација? Значи, точно е, глобалното затоплување има неверојатно големо влијание врз растенијата, не само врз нив, туку и врз водата. Значи, за да опстане пчелата мора да има и вода, на одредени места има суша, премногу топло време во летниот период што го имаме во Македонија, суши одредени врсти растенија и каде што нема пчели, исчезнуваат и одредени типови на растенија. Значи, во Македонија ситуацијата не е баш нешто најдобра, затоа што нема доволен број на пчелари како што да речеме имало порано, бидејќи влијаат многу фактори, значи влијае првично растенијата влијаат, значи медоносните растенија кои што треба да се садат често и секаде, глобалното затоплување, немањето вода и нереалната конкуренција, тоест онаа конкуренција која продава фалсификуван мед. Значи тоа е она што ги потиснува пчеларите кои што садат, кои што произведуваат чист мед и нормално тој мед не може да е ефтин. Имаме конкуренција која што продава мед што само е на името мед. Значи нема ништо од природата и луѓето не се доволно информирани како да го препознаат медот, што е прав мед и како треба правиот мед да изгледа. Поради тоа ние, како Медна капка, навистина се трудиме да ги информираме луѓето да може да разликуваат што е прав мед, што не е прав мед. Се надевам дека во иднина и државата ќе придонесе повеќе за пчеларите, ќе придонесе повеќе за тие акции, затоа што околните наши соседни држави секоја година имаат акции за садење на медоносни растенија, затоа што навистина се од огромно значење и се надевам дека и луѓето како единка ќе се соединат, ќе може да и без помош на државата ќе може секој на свој начин барем малку да допринесе за тоа, затоа што навистина се важни. Да, важни се медоносните растенија. Тежок е животот на пчелите, меѓутоа и има многу работа за пчеларите. Не може да се работи оваа работа доколку се нема љубов кон пчелите, кон медот. Вашиот татко го прави тоа со голема љубов и вие, неговите наследници, вие и братот ваш Бојан, сте наследници кои што го продолжувате она што тој го започнал пред многу години. Само на кратко, уште за крај да ве прашам, кои се медоносни растенија и еден апел, бидејќи ова е месец март, кога треба да се посадат секој од нас кој колку може и каде може, да им помогнеме на пчелите да го преживеат овој, да кажам, потежок период за нив, бидејќи се веќе за жал во изумирање. Кои се оние растенија кои што секој од нас треба да ги сади? Значи, секој што би сакал да учествува во акцијата и да придонесе за садење на медоносни растенија, може да придонесе на било каков начин, односно и на тераса во градскиот регион, може да се насадат, може да се насади рузмарин, може да се насади лаванда, било какво цвеќе. Тие исто така може да се користат и за како зачин да си ги користат луѓето. Жалфија исто така, тоа е за во двор, поголема грмушка расте, дрен, чајлија може, дрво липа, питом костен, багрем, бадем и секоја овошка, кајсија, јаболка, круша, тие имаат цветови кои што се многу медоносни и пчелите многу ги сакаат. И една порака, еден апел за крај, да не се плашиме од пчелите, бидејќи ние сме тука само на неколку метра од нивното живеалиште, каде што тие живеат, дојдоа, не поздравија и тоа е тоа. Значи нема потреба ни да се плашиме, ни да се, не дај Боже, да ги убиваме, бидејќи тие се навистина вредни и значајни и за природата и за нас луѓето. Така, ќе кажам дека пчелите не се штетни, значи не се штеточина, туку се инсекти кои што само бараат храна. Сакаат одредени типови на боја, одредени бои, еве пример нашата коса е црвена, они сакаат црвена боја, ќе помислат дека е цвет, меѓутоа немаат намера да ве каснат доколку вие не ги нападнете, односно кога ќе се мафне, кога мафтаме, кога имаме пчела во близина,
они се чувствуваат загрозено и ќе не каснат. Додека не каснат, нема да не остават на мир. Значи ние и со брат ми сме трчале, многу сме трчали и ќе не стигнат и ќе не каснат, така да би сакала да кажам луѓето дека не треба да се плашат од пчелите, само оставете ја, ќе си помине покрај вас, ќе види дека нема тука ништо за нејза и ќе ве одмине. Апелирам да не се користат средства за да се убива, значи секој си става на терасите апарати за бубачки, на кои што и они се фаќаат, ги примамува тоа, со тоа правиме само штета на самите нас. Благодарам.